Ja sam Kiril Stojev, muzički ръководител от 1956 година. Сега славим един мал и скромен юбилей. 25 години забавна музика во памушна индустрија Македонка Штип. Првиот аранжман е напишан од Драган Геконски 1954 година. Потоа, со моето доваѓање во 1956 година, почнаме вака по-систематски и по-квалитетно и музички да работиме. Во 58 година првото наше учество беше во Охрид, а потоа идната година го формираме и првиот биг бенд состав во Сарама, а Радио Скопје го формира својот состав 1961 година. Во Кут Македонка до сега се поминали близо над 400 човека. I dolgo, dolgo dok sam živa, srcevo moje, ki te čuvam. O, Monija.
По културно-уметничкото друштво Кут Македонка членувам од 1958 година, па се до денеска. Главните мотиви за долгогодишното членување се пред се големото другарство меѓу членовите, големата љубов кон музиката и што на некој начин на крај крајва представува тоа дел од мојата реализација на духовен план. Исто така, бавењето со музиката за мене значи и на некој начин задоволство и докажување. Проби имаме во зависност од тоа како се организира друштвото во смисла на настапи, гостувања. Ние, пејачите, имаме по 2 пати во неделата и на крај крајава пробите зависат од тоа кој како е совлада материјата потребна за еден настап. Зарем не можа да сопрат со грабежи и крв? Зарем не можа да допрат и некој светл врв? Зарем некаде са богати, а негде свет друг? Тоа ли е причина што се врти в круг? Вела парадокс и техношок. Еволуција, револуција. Зарем не можа да сопрат со грабежи и крв? Зарем не можа да допрат и некој светл врв?
Zar nekade sa bogati, a negde sve drug? To li je pričina što se sve vrti v krug? Vela paradoks i tehnošok. Evolucija, revolucija. Zarem ne moža da soprat so grabeži i krv? Zarem ne moža da doprat i nekoj svetu vrv? Zarem nekade so bogati, a negde sve drug? To ali je pričina što se sve vrti v krug. Vela paradoks i tehnošok. Evolucija, revolucija. Zarem ne moža da soprat so grabeži i krv? Zarem ne moža da doprat i nekoj svetu vrv? Zarem nekade so bogati, a negde sve drug? To ali je pričina što se sve vrti v krug. To ali je pričina što se sve vrti v krug. To ali je pričina što se sve vrti v krug. To ali je pričina što se sve vrti v krug. To ali je pričina što se sve vrti v krug. Što se sve vrti v krug, što se sve vrti v krug.
Се викам Мицанов Георги, студент сум на Музичката академија во Скопје, втора година. Со музика почнав да се бавам уште во најмладите години, така уште во седмо делење почнав кај мојот учител Киро Стоев да се бавам. Иначе музиката на мене ми е една избрана како една професионална гранка што морам и вечно со неја да се бавам. Се викам Габеро Бари, работник во памушна индустрија Македонка во Штип. Во културно-уметничко друштво Македонка сум од 1958 година, кој се забавам со музика, кој ми е учител Киро Стоев. И така рато, прво хоби ми е во музикава. Многу сум любен во музикава и тоа ме тера од се срце да терам музикава. Само звук како цвет, пак ти ми нуди, но време минува, самота ги ни буди, само збор, пак пролетиде, пак ке ни прецвета, ке ни однесе се. Ти си дел од мене, јас дел од тебе, ти само ветуваш, а јас стигнав се. Ти си дел од мене и јас дел од тебе, ти само ветуваш, а јас стигнав до се. Само збор од тебе, знај ке ме измориш, ке го расипеш ова се.
Забавна музика на Кут Македонка е настапувала до сега на много и много места, учествувала и во странство, учествувала и емисии во радио и телевизија Скопје, а во забавниот оркестар на Кут Македонка доаѓаат нови и млади членови, кои се добро и брзо оклопуват и заедно со старите членове, а имаме една добра и другарска екипа, и која сите своето слободно време, без разлика дали пробат или не пробат, они доаѓаат во просториите на Кут и таму се добро и другарски разонодуват. Во исто време во забавниот оркестар на Кут Македонка са били и врвни музичари на Македонија и кои сега моментално може би свират и надвор. Значи, Кут Македонка, конкретно забавниот оркестар, е една врста школа или една одскочна даска на млади музичари кои може да одат на други места. Се викам Сарев Златко, член сум на културно-уметничкото друштво Македонка од 1969 година, што значи дека уште од најраните години започнав да се бавам со музиката. Денеска сум апсолвент на правниот факултет во Скопје и свирењето, тоа е бавењето со музиката, представува за мене едно големо задоволство. Деновиве започнав и да пишувам композиции, што значи дека од моето повеќегодишно членување доаѓаат до израз веќе и резултатите од ова долгогодишна работа. Наиме напишав композицијата Македонка во изворниот деветосмински ритам. Во културно-уметничкото друштво Македонка владеат вистински односи на пријателство, љубов и разбирање меѓу членовите. Така да мислам дека и во иднина ќе продолжа ваквите односи во културно-уметничкото друштво Македонка.